Прославите на 4 јули за време на претседателските избори обично се места за патриотски кампањи со поддржувачи кои веат американски знамења. Но оваа година ниту еден од водечките кандидати немаше кампања по нивната прва дебата минатата недела, при што претседателот Џо Бајден се обидува да ги увери поддржувачите по неговиот неуспешен настап, додека неговиот предизвикувач Доналд Трамп направи малку за да го одвлече вниманието од борбите на неговиот противник. Во интервју на 4 јули за радиостаница во Висконсин, Бајден рече дека немал добра дебата минатиот четврток. I had a bad night. And the fact of the matter is that, I screwed up. I made a mistake. But I learned from my father, when you get knocked down, just get back up. Кампањата на Бајден прави обиди да помогне да се врати нивниот кандидат со поддршка од водечките гувернери на Демократската партија, вклучително и Кети Хочул од Њујорк. I'm here to tell you today, President Joe Biden is in it to win it. And all of us said we pledged our support to him because the stakes could not be higher. Сојузниците на Трамп во Конгресот ја користат вознемиреноста на Демократската партија за Бајден. I think they know they have a serious problem, but it's not just political. It's not just the Democratic Party. It's the entire country. We have a serious problem here because we have a president who, by all appearances, is not up to the task. And these are very dangerous times. Анкетата по дебатата на CNN покажува дека 56% од демократите и регистрираните гласачи наклонети кон Демократската партија сега велат дека имаат поголеми шанси да победат со друг кандидат отколку со Бајден. Сите кампањи минуваат низ циклуси, вели професорот по историја на Универзитетот во Тексас, Джереми Сури, но прашањата за здравјето на Бајден се реални. He might still win this election. In fact, he still might be the favorite to win this election if he stays in. But his campaign was hoping that the debate would put the concerns about his health to rest. Those concerns about his health will not go to rest. They will be with us if he stays in the campaign every day of the campaign. Кампањата на Трамп немаше јавни настани оваа недела, освен една изјава во која се вели дека, цитирам, ќе се проложи со градење добра атмосфера од страна на претседателот Трамп за да се зголеми нашето движење, да се соберат парите што ни се потребни за да победиме и да се упатиме кон есента подготвени за историска победа. Трамп го одбележа денот на независноста на САД со видео на неговата веб страница Truth Social, во која рече дека Америка е една од најголемите приказни што некогаш биле раскажани. We will never forget that we are Americans and the future belongs to us. The spirit of American independence will never fade, never fail, but will reign forever and ever and ever. To every citizen throughout our land, have a glorious Independence Day. Со оглед на тоа што неговата републиканска партија се подготвува за својата политичка конвенција овој месец, Трамп може да има корист од поумерениот пристап додека неговиот противник се мачи, вели професорот Сури од Универзитетот во Тексас. What Donald Trump would want to do, it seems to me, is not only to show vigor, but to show reasonableness, to make it so it's not a liar versus a feeble old man, but maybe a feeble old man versus a reasonable candidate. До денот на изборите во ноември, Бајден и Трамп имаат уште 4 месеци да ги убедат гласачите дека токму тие се вистинскиот избор. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.